Атлетската патека на градскиот стадион од сега ќе ја користат само членовите на атлетските клубови. Со ова се воведува ред за користење на атлетската патека на стадионот. Барањето до јавното предпријатие Паркспорт пристигнало од атлетските клубови од градов, кои потенцираат дека доволно долго се соочуваат со проблеми за време на тренинзите. Рекреативците сега своите активности ќе ги вршат во градскиот парк. Градскиот стадион можеше да се користи од страна на сите граѓани на најразлични потреби, исправно, неисправно, значи од страна на атлетските клубови веќе во неколку наврати до нас има доставено дописи конечно да се воведе ред за користењето на оваа атлетска патека. Би сакале во овој момент да ги информираме граѓаните на општина Велес дека користењето на атлетската патека во градскиот стадион ќе можат да ја користат само членовите на двата атлетски клубови од нашиот град. Останатите рекреативци, значи рекреативни активности кои што се одвиваат во градскиот парк ќе се одвиваат на патеката во градскиот парк. Немањето на собственик до пред извесен период го доведе стадионот во мощна лоша состојба. Со доделувањето на стадионот на Паркспорт ситуацијата се менува, па атлетичарите конечно ќе можат без проблеми да тренираат. Велат дека голем беше бројот на несовесни граѓани кои го посетуваа градскиот стадион. Мислам дека веќе ќе се воведе ред на градскиот стадион, затоа што ние атлетските клубови од нашиот град имавме многу големи проблеми во одвизување на тренажниот процес, имавме многу големи проблеми во самите тренинзи, што имаме и повеќе пати и повредени атлетичари од многу рекреативци, од не само рекреативни, него и несовесни граѓани кои доаѓаа со кучиња, со точаци, со мотори на градскиот стадион и не можеше воопшто да се одвија тренажниот процес. Во текот на тренирањето, пошто имаше превише рекреативци, не можевме во целост да ги обавуваме тренинзите што сме ги замислиле. Сега со овој ред ќе може послободно да можеме да тренираме за да може по-добри резултати да се постигнуваат. Покрај лошите услови атлетичарите од градов бележат значителни резултати. Се надеваат дека наскоро ќе успеат да обезбедат финансиска помош за градскиот стадион да добие нова атлетска патека, а тие многу подобри услови за спортување. Со салата, со општината, како и со атлетската федерација имаме поднесено барања, така да барања во смисло на спонзори, на пријатели кои ќе ни помогнат и во наредниот период, не можеме да кажеме точно кој период, неколку години, очекуваме и обнова на градската атлетска патека. И морам да напоменам и покрај сите овие досега нелагодности што ги имавме во претходниот 2 дена во Скопје се одржа државно првенство на Македонија, каде што нашиот атлетичар Истра Едаров освои прво место на 100 метра, државен првак на 100 метра, вице шампион на 200 метра, на планинската трка во Маврово што се изборна трка освоивме трето место, така да нашите атлетичари постигнат успеси, а мислам дека со средувањето на самата состојба околу градскиот стадион дека ќе продолжиме со постигнување на понатамошни резултати. Градскиот стадион пред повеќе од половина година и беше доделен на локалната самоуправа, а таа пак му го отстапи на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Паркспорт. Пред еден месец, по извесен период работа, беше пуштен во употреба новиот терен, кој сега представува еден од најдобрите во земјава.